Речиси 6 децении 74 годишниот Сотир Калков од Тетово со љубов го работи шивачкиот занает. Тој е еден од најстарите шивачи во градот. Вели дека од шнајдерскиот занает, како што милуваат да речат тетовци, некогаш можело многу добро да се живее, ама денес работите се сменети. Се занимавам со занатот 59 години. Некогаш можеше многу добро да се живи, ама од кога почна трговијата со Турција, Кина, полека се уништува занатот. Дури гледам нема и подмладок, не излегува ни од училиштата, некој кадар, нешто не е во ред со нашиот занат и со образованието. Колку крајачи постојат во нашиот регион? Дали некогаш имало повеќе, сега помалку? Каква е состојбата? Па има доста моментално самоуки кројачи, да речеме. Од тие двајца знам што имат моделарство завршено, другото не знам каде има завршено занат, например. Некој дома учел, некој во конфекции, вака нешто подучени и си работат луѓето, си преживуваат. Изумира ли овој занает? Имате ли вие конкретно некој да се заинтересира, чирак ли или некој наследник да ве наследи? Нема. Не постои. А изумира ли воопшто во градот, во нашата средина? Како квалитетно, мислим како квалитетен занат, не како занат. Така. Како квалитетен изумира. Така. Бидејќи немаме училиште, порано тетек се трудеше да има добар кадар, праќаше во Марибор, праќаше во Загреб за конфекцијски инженери, за моделари. Сега нема и од кого да учиш. Барем во Тетово нема од кого да учи занат. Добриот глас надалеку се слуша. Чичко Сотир со својата посветеност, вшиена во занаетот, како и со постојаното трагање кон совршенство во изработката на моделите, со текот на годините стекнал верни муштерии. Од шиење до корекција. Све, што постои. Ке видат еден убав модел од $10,000, треба да го соши за 1.000-2.000 денари. Значи, има интерес голем. За сега. Барем кај мене. За други не знам. И како порано е интересот или намален е зголемене? Не, за сега е зголемен. Така, зголемене. За сега е многу зголемен. Ептен. Будат ли татовци грижа за модата, да изгледаат убаво средено? Младите да. Сакат, ептен сакат мода. 3 пати мери и еднаш сечи. Прецизност и вешта рака треба да поседува секој шивач, но двигателот на се е љубовта кон занаетот. Станиш добар кројач да се осакаш занатот. Јас од дете реков тоа ќе бидам и тоа сум 60 години. Значи нема тука ме пратил татко ми заради тоа и тоа да го научиш. Или сам се одредуваш што обожаваш, што сакаш да работаш, или џабе ти е све. Значи прво да сакаш, па после да имаш кај да напредуваш, каде да учиш, од кого да учиш. Самоуки има многу, ама да владееш ти од А до Ш занат, јас можам сам да речем дека не сум толку експерт, цел живот ќе го работам, а низ град ке чуеш све знаат. Долги години Чичко Сотир го печел шивачкиот занает, а шивачкото метро, ножиците за кроење и машината за шиење се алатот со кој 59 години другарува секојдневно. Јас тога живеев во Маѓарска. Маѓарите имат многу високо развиено и во науката, мајсторите кај што учев, со љубов ти го учат. Нема таму дерење, нема све, ти покажува до најситно, зашто разбрав во Тетово го крадеа занатот, не им покажуваја. Кај нас немаше тоа. Кога дојдов во Тетекс ме пратија во Марибор, таму завршив и моделар. И, значи, постепено мајстор на бригада, шивач на модели, на пробни модели за Белградски сајам, за... Мислим, што има во занатот, све ги поминав, работив. Од нула до најгоре, фактички. Све. Што значи за вас кројачкиот занат? Јас сум залюбен, затоа го работам 60 години. За мене е обстанок и љубов и
Јас не знам како да се изразам. Штом човек на стари години уште го работа и професионално, значи му останало нешто во животот што е убаво. Занетите не треба да се напуштат, ниту пак да се дозволи да ги однесе бранот на модерното време, затоа што секој занет злато вреди.